Ете, веќе е 16 часот и нашето време за редовната средба емисијата Очи во очи на телевизија 24 веќе почнува. Вие и јас Исо Мухич, слободна тема, неделата привршува. Ете, се надевам со добри разговори и ќе придонесеме викендот пред нас да биде токму еден вид на повод за позитивни чувства и енергија која понатаму ќе ни биде потребна за од понеделник. 6091 924 6091 925 се телефонските броеви. Еве, ајде да видиме, да се обидеме да го искористиме што е можно повеќе времето и да видиме што ќе слушнеме се, што значи дека еве предлагам да почнеме веднаш доколку веќе некого имаме. Повелете, добар ден. Исо, добар ден. Повелете, се слушаме, да, се добар слушаме? ден. Да, вие повелете. Убо кажа преđeска, има и во 4 сатот. Така, добро. Па затоа реков, еве, ајде, уште еднаш прилика си посакаме убав викенд, добро. Така е. Повелете. Видете, Да. слушнав на вестиве, она што честиташе Бујар Османи, Сан Стефанска Бугарија, сега си излезе намекдан. Дека тој подпишал и затоа викаше тој, бугарскиот устав не препознава малцинства, само нашиот препознавал. И кога некој сакаше да прашат и да види што разговарал со бугарите таму, и он викаше тогаш, баш го следев, ќе дојдите во Министерството за надворешни работи, ќе ви прочитам таму, и ова е тајна, не се кажува. А значи таму ќе заведе некој друго ливче, нешто друго ќе му чита на луѓето. Еве од кај иде за целата работа. Да, ете и некој, да, и вториот протокол 4 години денес како не се лажам. Така. Тоа го правиле СДС и ДУИ. Сега излагат намектан. Зато имаме ние проблеми. Зато Европа вика, сте подпишале, бака сте направиле, онака сте направиле. Тие никогаш на власт не треба да се припатат. Ни ДУИ, ни СДС. Тие државава така да е снема. Ако еден човек, една реченица кажи против државата, абе треба судење за такви луѓе. Тоа е најголемиот проблем, најтежок проблем е тоа. Во која држава може против државата да зборуваш и да те држат горе на кормило да видиш? Во власта. Ја не знам таква држава да има. Одмah во Шведска, кај беше тамо, кафе испил министерот, оставка одмah до кафе што се напил на сметка на државата. А кај нас милиони евра ќе изнесат пустош, ќе направат. Благодарам, поздравете, пријатен викенд еве уште еднаш. Добар ден, кој ни е следен. Добар ден. Да, повелете. Поздрав од Охрид, вакате. Ви благодарам, да, повелете. Благодарам. Се зборам за Белата палата, се спаси. Па стварно се спаси, затоа што некој, значи, ќе зема власта во своји раце, судството е во нивни раце. Обвинителот Савевски вели, ете, ќе види уште додека добие... Обвинителот Савевски, тоа што го кажува, мора да го послуша тој што го намести таму. Значи, он степак преку Мицковски не сме да мрдне, и он затоа што и се договараше за одредени советувања со него, и така да не може да му веруваме дека он ќе види што меѓутоа се е свршена работа. Ако тие сакаат да биде така како што треба, немаше Ленча Ричевска да ја менјава, веќе она го имаше тој предмет. Тој вели сама си дала оставка, инаку ете ќе го водела предметот. Ама она рече од предметот не се откажувам, сега уште памтењето ме служи. Тој го одзеде прво, да, ингеренциите, па она даде оставка и јасно. Па тие ја го одзема, да, сето тоа ја прво ја испровоцира, ја направи една тоа што го направи, само да се дојде до ситуација да, значи, се одземнето и да може да продолжи нивната власт, нивното сугерирање дека Белата палата треба да се врати на тие што, значи, ја стекнаа на летните нации. Тие, која политичка партија во Европа има 18 милиони евра пари да може да изгради таков објект. Нема ние на политичка партија, така нема ни ВМРО, и затоа значи ми се чини дека се знае како го правиат. Го оценуваат бетон, ги оценуваат сите фирми кои што учествуваат во работењето со намалени цени, со
донации со други фирми, да се сите донира, за да се изградат. Фактички стењето на речешен и са начин стекнато, и затоа се дојде до таа. Да, добро, ви благодарам, поздрав до вас и ете секако и вам убав викенд, да се надеваме дека и оваа одлука на УНЕСКО можеби ќе ни влее малку оптимизам, со оглед на тоа што еве од Охрид се јавувате, па ме подсетивте токму и на тоа горливо прашање. Повелете, добар ден. Почитувам родителу. Поздрав до вас, да, повелете. А да ви кажам како Диме, некоја судбината како човек си ја одредуваме сами. Ова проклетие ние што го имаме овде сами си го одредивме. Почитувам родителу, уште со што нема да не трујат? Со сирење, со урда, со местни производи, со фабрички очаци, со крива река и еве сега ова гостивар го видовте. Почитувам родителу. А добро, да зборевме епидемија кај овците и козите, сега и кај луѓето изгледа. Да, па тоа е она што правата епидемија ја има задесено Дафинка Стојановска, парламентарката, епидемија на станови. Беше стана и сега каде е да се јави почитувам водителу? Еве сега има епидемија. Она ја нападна не за епидемија, од станови беше стана на времето, велеше во време на ковидот дека ние сме овде кланица. Почитувам водителу, злоба невидена, грди зборови невидени. И во една прилика во вашата емисија кажа, ако Савевски карактерно е на лик како сограѓанин на Дафинка, сме утнале работава. И он е брадес. Она Србина што бела брада знања и тетото. Тој на лик на овој полицаец, обрадестиот полицаец. Каде беше до сега? Го прашувам гласно. Почитувам водителу, отидов на Јавана. Ништо не бидува од нас. Ништо не бидуе. Ништо, буквално ништо не бидуе. Знаете што слушнав денеска? Не ми верувајте ич. Дека ДПМН од сето ова што се случува во Македонија има, како партија има дигнат рад. Денеска слушнав од нивни извори, од нивни човек. И наликува на тоа, бидете сигурен, пријатно. Благодарам ве, поздравувам, не знам за ова со навистина водата, односно труењето во Гостивар со водата од Вардар. Се обидувам постојано, ајде некако она посветла страна да се бара, за да не се потоне во изобилството на негативни информации. Па што би било позитивно во ова? Па може би тоа што среќа во несреќа, ако веќе се случило, а не се случило туку така, туку пумпни станици поставени, не се случило случајно, туку е направено. Но ако е направено, тогаш ти разлика е дали се случило или е сторено. Што е направено во Гостивар, имајќи предвид дека ако во Гостивар Вардар е толку загаден, што вака сериозни симптоми има, а замислете да е сторено во Скопје, па до сега смртни случаи би имале. Ти е неспоредливо поголемо загадувањето на Вардар од Гостивар до Скопје. Така што, барем велам, среќа во несреќа. Таму е симптоми на труење, не е живото загрозувачки, а да било во Скопје, до сега веројатно ќе имавме и фатален исход, значи она депопулизација. Но, ајде да видиме, може би ова ќе по однос на ова во Гостивар, може би ќе се расветли како тоа е сторено да се стават пумпни станици од Вардар да внесуваат вода во водоводен систем. И дали некој мислел дека сме на вистина изобилуваме со тие природни богатства, недопрени, незагадени и така натаму, па може каде ќе видиш вода, ти слободно напи се, тоа е се еколошко и здраво и чисто. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, да, се слушаме. Сега и со слободна темата, нели? Да, повелете.
Сега вака се зборов ја. Ослободителна пресуда на Груевски му дада овие судиите. Абе, тие Груевски подскитно треба да го депортират за Скопје 2014. И тоа тали еден, тали два. Но прво треба да се испрати барање за екстрадиција. Министерството за правда не испратило уште. Разбирате, значи како да испрати некој... Министерството за правда... Кога ние не бараме како држава. Министерството за правда е на власт е ВМРО-то. А сега веќе не е, сега е Јетон Шосивари одвреди, новиот министер. Ама не, исто сега... А предходно знам беше Филков. Да. Од оставаче на ВМРО су јас. Сега и Цевчо Јекимовски. Цевчо Јекимовски не треба 6 месеци. 6 години тебе да леже затвор тие човек. Значи, сите тие градоначалници што му даваат дозволи, градежни дозволи да градат во Скопје онај и Holiday Inn и Континентал, па и сето во Скопје. 6000 стана има така тоа заклучени, по 5 стана купуваат некои луѓе и тие инвеститорите од скитно треба ова власт има мнозинство да даде закон за потекло на имот и да го класификуваат имотот и да го уасат. А Груевски директори со онај со Груби да не биде у куќен приствор, одмор у Идризово и да го депортират Груевски и заедно да лежат у Идризово. Прва пресуда во Идризово има тамо суд и одма право у Идризово и у затвор. Значи такви проблеми направи тие Груевски. Ви благодарам, поздрав, добар ден кој ни е следен. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Благодарам. Па ова нешто врска со загаденоста на водата. Аха. Па не е многу разведена водата од изворот на Вардар па до Скопје. Немаме кој знае колку притоки. Ако таму е загаден, сигурно и во Скопје Па е загаден. немаме притоки, имаме загадувачи. Една притока има, Тена, која друга? Да, но Нема велам која извори да на разреди загадување. водата. На загадување имаме уште многу, да. Имаме канализацијата од Скопје. Па што тоа загадува велам Туз. така, да. Што значи и во Скопје загаден и што Да. значи до Гевгелија е загаден. Иако има притоки, затоа што се оди таму. И со притоки, без притоки се оди во Вардар. Но Грците после си имаат имаат право да колектор се гулят. таму, ако сте виделе во Грција, оди неспоредливо, барем на око, многу така. бистар чист, да. Инаку, знаете како беше темата, да зборуваме убаво, вре луѓе. Так. Гледате дека првата тема во првата емисија, Да. правосудството, па треба да се покачи процентот. Гледате дека работат колку луѓе ослободија. А само еден затворија. Па треба да ги пофалиме судиите, обвинителите, значи дојдоа до докази истражителите дека нема Па докази. добро, посебно по она незадоволство за адитивне ли што испадна, еве сега една серија пресуди. Всушност времето онака за старење. Работат, дали ги ослободуваат или ги затвораат, важно работат луѓето. И мора да збориме убаво, позитивно, значи нешто се случува со правосудството. Не е како досега, еве очигледно веќе Стевче го несоа во затвор. Груевски го ослободија. Ама малце сумлива работата, Котлар даде оставка, Бислимовски даде оставка, директор или председател на Македонскиот институт за заштита на македонски јазик, господјата даде оставка. Овој вчера даде оставка на Васко Братово, на Умовски. Да, пред него даде исто така. Овој обвинител даде оставка. Друга обвинителка или што беше одуставен господен, и таа даде оставка. Јасно, да. Сумливо нешто, сите они именувани од одборот даде оставки. Благодарам ве, поздравувам. Па добро, тоа е тоа, можеби пречистување оној колекторски. Затоа велам Вардар на која етапа од својот пат е каков. Зависи каде има колектори, станици за пречистување и тоа што е, да речеме, во Скопје дополнително екстремно се загадува, не значи дека тако води и кај нашиот јужен сосед. Таму е пречистен и може би со сменето име и така натаму и сосема со друг изглед лик. Веројатно може и да се пие. И така оди во море. Ајте и таму па овие кои одат се бањаат па ништо не име. Повелете, добар ден. Ало. Да, поздрав, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас би сакал
еве да ве замолам вас и вашите уредници. Аха. Ме копка онаа тема на времето министерот Борко додели доживотни пензии на одредени спортисти. Да ја презентирале Македонија во странство. Каде Панчев ја презентирал Македонија кој играше за Интер? Истиот е Пандев. Па Антич, кошаркарот и едно друго. Што значи тоа доживотна пензија? Од кога му се дава и кога ја зима? А сите тие, не сите, ама голем број од нив имаат и државни функции. Од државата биле запослени, директори во одредена област, некои работат код тренери, добро ситуирани се, и сега доживотна пензија. А пензискиот фонд е празен, ние сме сведоци дека и пензии се давало на незаслужени, а ова државата јавно каже и дава пензии некој. Го оптеретува фондот. Има заслужни, ракометарките да речеме, дел од ракометарите на Вардар, меѓутоа Антич, Пандев, што ти ја знам кој беше, Кирил Лазаров и така натам, тие не ја презентирале Македонија, они играле у репрезентација, меѓутоа резултат нема. Изгора на тоа ги наградува ракометарите за изборено учество на светско ракометно првенство или европско, не знам како беше, и посебни ги наградува. Па има правилник тамо за учество на европски државни шампионати или светски, добиваат они награда, не можеш ти преку леп погача 2 пати да ги наградуваш. Благодарам ве, поздравувам. Па добро, пензијата самата по себе, ако не се лажам, би требала да биде доживотна. Не знам каква би била таа доживотна пензија. Или тие имаат доживотна пензија, добиле, а пензионерите што значи? Не може да се надеваат на доживотна пензија. Може да останат без пензија во некоја фаза од животот. Сега некој и доживотно, зависи кој кога ќе отиде, но некој изгледа ако поживее, тогаш може, ако живее подолго, пензијата може да му биде пократка. Не знам, ќе проверам, оти велам, не знам што значи тоа доживотна пензија. Пензијата и така е самата по себе доживотна. Нема рок на траење, во смисла кој дочекал пензија сега во наредните 10-15 години, а ако живеете подолго, нема да ви трае. Туку е, значи, само тоа што е пензија, значи дека, како велат и во Хрватска, мировина, значи тоа е таа, или заслужница, заслужено како резултат од работата, од работниот век, заслужено да има примање. И не заслужено само, туку е, сега терминолошки тоа, туку е и добро реално заработено, оставано е тоа од тие и во тие фондови задолжителни за пензиско осигурување. Ке провераме секако, интересно е да, мако ништо друго да се види која е таа разлика помеѓу пензија и доживотна пензија. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Ало? Да, повелете. Ме поздравувам, мислам. Исто така и јас, повелете, да. Па видите се, со дел од гледачите се согласувам, со дел од нив не. Со ова загадување во заводот, што зговорот до Гевгелија ќе иде, знаете, нема тие гевгеличани да пијат чиста вода. Само се лажат, не пијат тие од Вардар. Кожов е тука, Моин, Горничет, Негорци, најчиста вода пијат. Еве ви кажувам, гарант. Не се будали да пијат од Вардар. Ма не се ни овие од Гостивар, ама пумпа им ставил водовод, гледате, и им впумпал во водоводот. Добро, тоа се албански стручници, сега не можеме ние со нив да се мереме. Околу пензискиот фонд. Па знаете дека има дупка од... Нит сме биле држава, нит ќе бидеме. Па така се дели инвалидски пензии, па со пари, платеш 5000 евра, па ти дадат инвалидска пензија, па да не говориме за овие, ти реков ми рече, дупка во системот имало 30 години. Нема ласални политичари. Како да ви кажам, сега од комбајн ќе се симни и директно у парламент ќе иде.
од тракторист ќе го направат министер. Не бива, бе, Исо, не бива. Треба да е јасно. Државата ни стана веќе, не знам како да се произнесам, ќе биде абсурдно и не знам вулгарно ќе бидат моje страни. Затоа не ќе да говорам обширно. Кооперација направија државата. Нема аселен човек, грациозен, представителен, со акт, со говор и да не представи како држава. Ние сме последната дупка на свиралото. Мизерија, катастрофа. И што се овде напињаат? Упорито има некоја сточарска навика, воловска, ти му кажуваш, тој не може. Да, ете, истече времето, ви благодарам, поздравете и до слушање, добар ден. Повелете, добар ден. Добре. Да, се слушаме, повелете. Се јавувам од Срумица, Исо. Втор пат се јавувам кај тебе. Аха, добро. Сакам да разговарам малку околу земеделието и околу таквото и околу најслаба власт сега што е била таа. Таа не рачуна за нас сме фали на патов земеделците. Значи, колку не умалуважават и такво, ништо бе човек не сме замале еден динар. Од ништо не сме замале еден динар. Това е срамота, бе. Това не... Јас не знам каков премиер е тај, само косничка, мостичка, сетела губа, такво, а никако да дојде до неко решение. Никако да дојде. Абе, ние сме фрли на патова, човек. Ние не може да преживееме. Не може да преживееме. Но свесни ли са тия там? Он и Александър Македонски, ова не е, Николовски овај, шо е, министр за транспорт и връзки. Плячката ја државата. А в плячката државата, капитални инвестиции, там народът му страда за едени, за пиене, човек. Не може да обезведеме средства за дома, бе. Ти да не вземаш един динар. Идеме, ја го зимата довај. Довај е зимата. Ние пролета къде не вземаме пари, тя учок ќе вземе пари. Учок ќе вземе тие свесни ли са у главата, бе? Какви министери туруват? Дека тие министери туруват? Тамо ка крива паланка на мајка им од газа. Така, да, ви благодарам, но да се обидеме малку помирни да бидеме и да ги анализираме работите, ете и таа најавена просечна кошничка и ова со минималната плата, реакциите вчера токму околу тоа што на економско-социјалниот совет не била поставена темата ниту подразно. Значи да ете ги онака од една разумна дистанца наблюдуваме и дискутираме работите за да не избегаме само во емотивни изливи и нема ефект од тоа секако. Ниту може да се утврди реално имали некаде и на која страна е, да речеме, одреден пропуст или игнорирање, занемарување и така натаму, ниту како да се коригира тоа. Освен, велам, само емотивно и на себе се одразува тоа, на самите нас и на другите, а секако во полза и моди на тие кои и да се или за која и да е работа, ако смислено нешто се пролонгира или се промовира, а што не е во интерес на народот, а не оди во полза секако, ако не можат тие да се снајдат. Значи, има и варијанта, ако трезвено дојдеме до некакво решение и заклучок, токму да биде понуден до нив, односно да го слушнат за да преземат нешто и да ги коригираат работите и да биде тогаш токму, ете, како што и се вели, како резултат на јавноста. А имавме такви ситуации, па, нели, и оној данок најавуван за млади брачни парови и така натаму, па потоа токму премиерот кажа, ете, како резултат на притисок на јавност и слично. Добро, па потоа малку го релативизираше тоа, само ве тестирав, но како и да, и ако не тестира повторно, кој да не тестира? Тестира да види дали ние ќе реагираме бурно, емотивно и не знаеме ништо да лоцираме или убаво, аналитички, конкретно, па тестирал, не тестирал, аха, еве. Нафтата, берзански производи, Германија по иста цена и ние по иста. Да, а акцизата?
Секоја држава си ја одредува. И тогаш ќе види веднаш кој да е. А па овие нешто размислуваат. Јасно, тоа не е на премиерот забелешка, не ја донел тој акцизата или слично. Може би и нема идеја. Ако нема идеја, па види, ќе се сети. Па имало и акциза. Па да, има акциза, коригирајте ја тогаш. Во согласност со платите и економската состојба. Како што секој си ја прави акцизата, секоја држава. И така натаму. Затоа велам, за да има некаков резултат. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Јас ништо не разбирам од земјоделие и сточарство, на вистина. Така. Немам никаква допирна точка. И не можам ништо да речам, не знам дали е во право господинот или не. Ама за овие пензиите, мене идејата ми се допаѓа. Идејата да се доделуваат пензии за заслужни спортисти е одлична идеја, таа се практикува многу често во светот. И заслужуваат, тоа се граѓани, не се политичари, постигнувале врвни резултати. И јас, иако не знам многу и од спортот, кога ги чув имињата што ги наброја господинот, па сите се заслужни. Навистина ја представувале Македонија. Иста таква пензија треба да се доделува и во културата. Во културата исто е потребно, но да не биде како оној слаткар да добие пензија. Што тој баш не е некој репрезент на култура по мене. Моје скромно мислење за културата. А да се укинат сите бенефиции, привилегии на политичарите. Таа апанажа или лапанажа, што додека се на функција ќе направат штета, ќе направат, дали се тендери, дали се лоши одлуки, па на крај година дена шетаат по светот со лапанажата и пак некаде ќе се уклебат како политичари. Тоа да се укине и да се укине бенефициран стаж на парламентарците. Јас не сум чула дека е укинат, а знам кога го стекна. Односно имаше барање во образование, насамниците во основно училиште, учителите, да имаат бенефициран стаж, бидејќи во многу европски земји така е, зашто се смета дека најтешка е работата со најмала возраст. И тие како идеја го прифатија, ама за себе си го изгласа. Значи, привилегии да се укинат на сите функционери. Сега да прошириме, има институции, Да, ви благодарам. Ова поднос на бенефицираниот стаж, укинување на бенефицираниот стаж за претениците, и ве разбирам, отивака навистина попусто е тоа законски. А кој го користи тоа? Сите се доживотно пратеници или политичари. Кој отишол со бенефициран стаж? Така да попусто стои тоа како законска одредба, кога едноставно нема потреба да се користи. Јасно, се шегувам во делот на тоа дека бенефиции тоа како имаат премногу, па уште и ова бенефицирано некако е контрадикторно. А по однос токму на ова што велите, да, тие привилегии, и да, таа заслужна, таа пензија која еве се доделува на, или за која зборуваме, спортисти или така натаму, е токму врз основа на одредени заслуги, односно достигнувања, односно дури не е ниту привилегирана, затоа што барем така би требала да биде. Да не биде привилегија, туку основот да биде заслуга за неа, за државата во областа на спортот и така натаму. Што со други зборови би значило дека тоа лице кое ја добива пензијата, ја добива врз основа на одредена конкретна заслуга, придонес, а не врз основа на условите според кои треба да се исполнат за да се добие класична стандардна пензија, минимум работен стаж и така натаму. Нешто како и по однос на државјанството. И добивање на државјанство си има строго, стриктно определени правила, кои се, но ја има и она одредница како условно дискреционо право на државата, а тоа е за одредени заслуги во областа на културата, науката, спортот и така натаму. Да може да се даде државјанство. Тоа е таа, на некој начин, скратена постапка. Нема потреба да
чека рокови, не знам, 5 години престој тука или по однос на брачен другар или не знам, по однос на природување или како и да е веќе работа, не знам што и да е, со тие одредени услови, туку исполнува одредени заслуги, конкретни за државата, во интерес на државата, во областа, велам, култура, наука, спорт, што и да е, и добива државјанство. Така да по тој модел е и ова, значи, одредени заслуги, да добие, ете, и како еден вид сатисфакција, материјална поддршка од државата доживотно. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Во програма сум? Да, во програма повелете. Исо? Да. Поздрав до телевизијата. Благодарам, поздрави до вас. Една голема забелешка до вас. Добро. И до едно, два, тројца гледачи и слушатели, како да ги наречам. Добро. Што го клеветат тале што се јавува кај вас. Ќе ве замолам и тебе како водител, ќе те замолам, немој да го негираш тале. Значи, Лупчо, Ѓоко, тај Рибаро, почитуван водител, многу повеќе навредуваат него Тале. Тале ја кажува вистината за на Македонија. Ги кажува сите празници ги кажува сите празници што се во како се вика. Немој да го негираш, ќе те молам и да објаснеш јасно и гласно зошто го негираш Тале. Затоа што е македонец. Те молам, Исо. А немој да ми го кажуваш Лупчо од Радишани колку има пати навредено. Тај почитуван водител колку не пати има навредено нас. Ти дали си го забележил тоа? А Тале, јас не знам зашо сте му забранили да зборе. Најубаво за тие сите тројца, четворица што ги наброив, он е измислен. Измислен за нив. Интелегован човек, црковен човек, побожен човек, умен, паметен. Тај ли Рибаро, Тулумбаро, што го наречеа Тулумбаро, тај ли ќе ми го кажуваш ти човек, што не ја сака Македонија, предавник, северџани. Ќе те молам, Мисо, да објасниш сега да слушнам, зошто го негираш Тале. А за ово, ако имаме такова, собирам петиции, ќе ви ја тужам телевизијата, зашто го негирате човеко. Кого негираме? Сите телевизии се јавуваат Тале и сите го сакат. Благодарам, само повелете, секој нека го прави тоа што мисли дека треба да го прави. Еве, јас реков, ајде нека кога го искористиме време, тоа не може, ајде да се обидам што пократко. И се надевам ќе завршиме тука, се едно, дали вас одговорот ќе ве задоволи или не, ве молам да не го отварате ова прашање повеќе. По однос на тоа дека го спомнуваат тука и така натаму, апсолутно не се случило некој го спомне, а ако спомнал, јас без двоумење интервенирам во смисла особено да не се спомнува некој кој не е присутен тука, кој не е дел, кој не е редовен, односно кој нема право да се јави, значи за него да не се зборува. Што значи апсолутно треба да се почитува тоа право и тоа го правиме. Негирање апсолутно никој не негира никого. Па по најмалку за кого вие зборувате. Велите не знаете зошто, па и подобро да не знаете. Затоа и нема да објаснувам зошто. А апсолутно не е паралелата воопшто. Овој зборувал, оној навредувал. Не станува збор за навреди воопшто. За зборување, за тоа што се зборува воопшто исто не е спорно. Гледате, ка сите зборуваме што сакаме. Од мене до вас. Кој што како сака. И од една до друга политичка крајност и за што и сакаме, апсолутно. Нема дефинитивно кој е за еден, кој е за друг, кој не е за никого. Значи, никаков проблем тука нема, ниту имало. Така што нема ниту апсолутно паралела никаква овој навредувал и слично. Исклучено е лицето со еден вид трајна забрана како резултат на сторени прекршоци недопустливи за јавен простор, јавен не само медиумски, и за јавен вака се не мислам и да надлежни лица, полиција и слично слушне таков начин на комуницирање.
сигурно нема да биде рамнодушна, затоа што воопшто не излегува и надвор од навредите. Затоа велам и подобро да не знаете. Сега вие подобро исто така информирајте се, видете што како мислите, затоа што што ќе постапите, како ќе постапите, тоа е ваша работа. Емисијата е создадена исклучиво за информативни цели, за цели кои не немаат никакви навредливи содржини, туку напротив со цел која треба да потикне размислување. И затоа можеме да зборуваме се. Ние, како емисија, тоа што не се придржува секој, тоа е друга работа. Целта апсолутно не е во таа смисла, еве чисто и за веднаш однапред, ако подготвувате некаков правен акт, па да знаете, еве ви олеснување. Емисијата апсолутно нема никаква намена, ниту намера да обвинува, да оцрнува, да етикетира никого, да забранува кому и да е, какови да е нормален говор, односно размислување. Ова се однесува не само на лица, туку значи нема намера ниту да зборува против земји, други, својата земја, антидржавно, против организации, против луѓе, односно сето тоа е проблематично. Затоа велам, а зошто? Не е негирање. Тоа е само дисквалификување. Никој не го негира. Затоа велам подобро да не знаете. А ако сето ова се прави, што не смее да се прави во емисијата, тогаш се само дисквалификува. Или воспротивно ќе бидеме ние само дисквалификувани, односно ќе не дисквалификуваат други. Така што, значи, велам, нашата, односно на емисијата е примарна цел токму да се истакнат општествено-политичките состојби, неправилности, прашања, сеедно и ако можеме да поттикнеме свесен пристап кон различни ситуации како да делување, да предизвикаме и позитивни чувства, дружење, социализација и сето она што велам во крајна линија како коректор треба да биде на оние инстанции кои управуваат со државата. Апсолутно е недозволива агресија, а камоли охрабрување на агресија. Ви наведувам само неколку од работите кои вие ги квалификувате како негирање. Напротив, велам, значи, секакви исто така несоодветни, дури можам слободно да кажам и нелегални дејствија, а пцуење предпоставувам нелегално, особено во јавен простор, и сосема комотно на водителот ако не реагира или уште се смее на тоа да му се етикетира или да му се активира некое обвинение или информативен разговор, дека поддржувал. Говор на омраза и слично. Пристрасност дури, а камоли ова што го велам. Туку напротив да се даде подлога за размислување и за независни заклучоци, не само на нас овде работните, извршните кои дискутираме, туку на многу побројните кои не следат. А вклучително и на популацијата мала, која, еве, врснички насилство и слично се бориме против тоа, помеѓу другото, не само што треба да влијаеме позитивно на нив, туку не смееме да дозволиме уште да придонесуваме со таков начин на комуникација одејќи во етер. Така што не е негирање, туку напротив, афирмирање на позитивното, негирање на негативното, а не на тоа што се зборува. Значи, сето она што треба да помогне да биде водич за дејствување кон едно подобро општество. Од најмладите до воопшто, велам, значи, оние кои се на тие позиции, да размислат и како комуницираат и контактираат и така натаму. И затоа велам, вие видите, ако што кај некаде најдете подобро место, може да му најдете место во собрание, одлично би се снашал таму, да речем. Прекрасно, може и да биде на некоја добра позиција. Така што непотребно одземање на време и секако, јас не можам секому поединечно да му објаснувам зошто е, како е, што е, на крајот на краиштата тоа е прашање на, ако сакате, и лична или уредувачка одлука и како и да е, дискреционо право. Кој добил државјанство, кој не добил, и така натаму. Еве, Гаши сега не дава изјави од Стоилковиќ. Закон за дискреција, за
објавување на снимки. Дискреционо право. А вие што како ќе правите, се надеваме дека нема да има потреба уште некому да објаснуваме дополнително и да трошиме време, токму и кој ќе се обидеме да го искористиме максимално, затоа што дали од вас, дали од кој да е друг во следна прилика ако праша, еве ви велам, значи тогаш еден краток одговор, дискреционо лично право, мое ако сакате и тоа е тоа. А друг кој ќе биде како нека пушта и нека влегува во нови тест периоди. Јас моите ги искористив. А не беа, 3 беа многу повеќе. По однос на она, а ако еднаш пропуштиш, не си виновен ти, ако втор пат сгрешиш, еве ќе си ти виновен. Трет пат пише, јас не 30 пати. И тука имаме ситуација и многу повеќе од 30 пати, но ако еднаш веќе се премине границата, како што таму беше премината, тој што не ја преминал, нека почнува од прв, втор, трет пат и тоа е приказна за него. Кога станува збор за мене, тоа е, знаете, како човек, не знам, остава пушење и слично. Вај, запали уште една, јас го испушив своето. Така и ова, јас своите тука, односно тој кај мене, неговите опции ги потроши. И ако ете со правни, исто велите, сакате некои патишта, исто така, ако сакате да застапувате некого, па може сам да се застапува, не мора вие да бидете застапник, но како и да е, велам, тоа е впрочем ваша работа и не е за овде одземање ниту време, ниту дискусија, објаснувајте ги тие работи надвор. Значи, завршено е по однос на тоа, би рекол, дискреционо право на уредникот водителот. И нема потреба во друга прилика, ниту тие 2 минути или 3, ако сте во друга емисија, да ги трошите за вакви прашања, оти ако се обидете, јас нема да дозволам. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Јас успеа по втор пат да ве добијам. Добро, повелете. Сакам да се доискашам. Вака, кога реков добива доживотна пензија, тоа е посебна пензија. Дали кога ќе стекне право на старосна пензија, дали ќе добие дополнително и тоа мислите? Да. Дали ќе добива 2 пензии, и старосна и ова. Дај Боже, ја немам ништо против. Да. Они се докажани спортисти, меѓутоа беше кажано дека е презентирале Македонија во странство. Како е презентирале? Преку Интер, преку Барселона, преку Нант, преку турскиот кошаркарски клуб, не ми е јасно. Не ми е јасно како може да се да презентира кој игра за Барселона или за ово. Тој као репрезентација, да. А за репрезентација треба да има освоено прво место, односно медаља, па тога да заслужи. Има правилник, посебен правилник за наградување и стипендирање и така натаму за спортисти. Ја немам ништо против спортисти, сам сум бил спортист и државен првак на Југославија. Така да критериумите и тога и сега не се многу изменети. Сега кога сум кај пензиите, ако викнете некој човек стручњак за оваа област и да има некој контакт телефон, ќе биде уште поубаво. Сега кога сум кај пензиите, се збори дека пензиите треба да добијат старосната граница ќе се помести на 70 години. А како ќе се помести границата за бенефициран стаж за полицајците и за воените? Ние имаме повеќе команданти у армијата на Македонија отколку извршители, односно војници. И тој бенефициран стаж, условите од кога е овој закон на снага. Така, да, ви благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Се слушаме ли со некој? Добар ден и убав ден. И вам убав ден, повелете. Па вака, сега ова што се случува у Гостево, да ви кажеме малку, како да кажем, како за мен може да има таму некој обезбедување, не може да биде физичко, може да биде мониторинг. Меѓутоа, вие вакво нешто, ова ти е буквално кривично дело за убиство, како да кажам. Значи, ти можеш да потуреш народ, стави овдека и никој нема како, каде се тие луѓе, кој треба тие да одговарат и треба подхитно да бидат лишени од слобода. Значи, ова е покушај за убиство. Вие, како да кажам, од таму пиеме, се знае кој е изворот во вруток.
Значи, овакво нешто да се дозволи, не знам, и уште нема никој кој треба да одговара и кој е крив. Значи, ова подхитно треба тоа обезбедување некој таму да се направи на тој извор, затоа што не знае нешто што може кај нас да ни се случи, еве како сега што се случува. И те друго ви кажало за овие дата центри што сакаат овдека да ги прават. Па дали им се нормални сега, некој пут неќем никого да наведам, ама стварно сум револтирана. Тие дата центри што повлекуваат? Па ние електрична енергија што правиме од века кубуриме. Вода, трошење. Значи, а тие им повлекуваат толку големи трошоци и колку што слушнав, прочитав и онакво, дека тоа ќе го користи Грција. Тој дата центар ќе биде буквално за користење на Грција. Значи, евете го Њујорк, видите што кубури, гледа Америка, американците таму во не знам која држава беше исто протестираат за такви работи, а ние овдека една шака народ, една шака територија да речам, со такво нешто. Па затоа ли сакаат чебрени градиште да го градат сега, пошто им треба струјата за дата центри. Значи, ова треба малце да се размисли. Видите колкава е Турција, па нема дата центри. Значи, овдека ова ќе биде еден колапс. Со тоа се загрозува уопште целата природа, како да кажам. И еве господинот што се јави од земјоделие. Па дајте што сака оваа држава. Да, истече времето, ви благодарам. Поздрав, повелете кој ни е следен. Ало, добар ден. Да, повелете, добар ден. Нешто бев спомнат, само ќе го поздравам господинот и ќе му кажам, може да ми плукне под прозор. Добро, да не одиме во таа насока, ете, на вистина, и да не влегуваме, велам, да не дозволиме да влеземе воопшто во такви разговори. Ајде, ете, не забележувајте, туку едноставно нема крај, барем да го искористиме ова време за уште некого. Треба потоа реплика, мора да му се даде право, затоа што си му дал него да ме спомне. Нема што завршува приказната, тој ставил извичник со таква извична интонација, а јас ставам точка под извичникот и ајде да завршиме. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Исо. Повелете, добар ден. Па вака, Исо. Прво, на сите дебатни емисии, на сите медиуми учествувам. Никад господинот не сум го ни спомнал. Знам, затоа велам, ниту јас дозволувам во отсуство, да. Слушаш? Да. Не сум некој верник, мислам ама тоа што го бори, сакам Господ да постои. Види, Исо, влага му една тотална криза. Знаеш каква криза? Внатрешно безбедносна. Со водава. Ние имавме проблеми, ако памтиш, у Струмица, испиот. Сега, Исо, ја како граѓанин, како се осеќам? У која државна институција да отидам, не сум сигурен више. Не сум, воопштина, не сум сигурен да отидам. Дека ќе завршам работа, дека ќе направам нешто. У здравство, уопште не сум сигурен. Дали тоа што ме боли овакво, дали е точна диагнозата, дали не е точна. И мислам дека више сите граѓани го осеќаат тоа. Го осеќаат тоа. Секде, од секоја институција не сум сигурен. А тоа е, знаеш како Исо, процентално се поголемо и поголемо. Ете, добивме нов градоначалник на Скопје. Што Скопје видовме? Нити на телевизија го видовме, нити нигде. Нигде не сме го видели. Нигде. Исто ти е џубре, секде расфрвано, автобуси стари, каснат автобуси. Значи, еве сега тендери се најавуваат нови. Да, Исо, еве, нешто што прочитав за Гришувач. За автобуси, да. У Македонија, разликата на богат и сиромах е најголема во Европа, ако ти се верува. Најголема во Европа. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Или сме на крајот? Добро, на крајот сме, ете, и ова беше неизвестно. Ке има, нема да има, како што и некако се ние. Или многу работи ни се неизвестни. Гледате, ќе отворите дома чешма, не знаете што ќе добиете. Дали е вода, дали е од каде вода, може утре... А добро, тешко нафта и бензин, тие се берзанска стока, се знае тоа, не може да се замени. Но не знаете дали од она што треба го добиете, ќе добиете нешто што нема врска со декларираното, како токму оние млечни производи и така натаму. Тешко да се добие подобро. За полошо
изобилуваме од каде и даете. Човек не знае кој ќе се јави, а да чуе да се израдува пријатно некако некој, туку ќе слушне само полошо. Но добро останува за тоа да се надеваме и ви посакувам пријатен викенд и во добро да се видиме од понеделник. Имајте пријатно попладне. Централниот дневник е во 17 часот. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Срдечен поздрав.